Да, се враќаме во студиото. Тука е, како што кажавме, господинот Бујар Османи. Господин Османи, добре дојдовте во студио 10. Благодарам на поканата. Господин Османи, повторно се реактуализира прашањата поврзани со договорот со Бугарија за добрососедство, особено околу вториот протокол. Некои поранешни ваши колеги и функционери исто така ги повторија своите ставови во однос на тоа, се јавија и доста експерти, се огласи бугарското Министерство за надворешни работи, овој пат со една подиректна порака и толкување на договорот и на протоколот за разлика од порано, ќе разговараме за сето тоа, но да почнеме со тоа. Значи, вашиот поранешен колега од владата, Никола Димитров, повторно напиша нешто, правејќи паралела на Преспанскиот договор и така наречениот француски предлог и вели дека тие се суштинска спротивност и повторно ги повтори своите критики за преговарачката рамка или за така наречениот француски предлог. Суштината на тоа е дека вториот протокол од договорот не е добар, дека тој ги нарушува позициите, дека тој подоцна овозможува влегување во идентитетските проблеми, дека овозможува на Бугарија да не блокира на таа основа и така натаму. Видете, не сакам да бидам циничен, меѓутоа да беше добар првиот протокол, ке го имаше барем во архивата на Министерството за надворешни работи. Вие знаете дека тој првиот протокол беше подпишан во Софија и ние го најдовме во Софија во бугарската верзија, во која што Илиденското востание беше наречено Илиденско воображенско востание. Преображенско, како што го нарекуваат бугарите. Меѓутоа, ова е доколку сакаме да влеземе кој зошто како. Протоколите се записници кои што произлегуваат од годишните средби, а се обврска од членот 12 од договорот за добрососедство, кој што го преговарал мојот претходник. Така, таму има еден член 12 во кој што вели страните се состануваат еднаш годишно и прават записник. Сега, ако ги споредиме, јас мислам дека првиот протокол е многу проблематичен, затоа што таму се задолжува Историската комисија за една година да најде решение за Гоце Делчев и Илинденското востание. Значи, се задолжува Историската комисија. Буквално политиката им дава наредби на Историската комисија и тоа е подпишано во првиот протокол. Во вториот протокол нема задолжување. Ние тоа го сменивме. Има зборот охрабрување. Значи, модус операнди на вториот протокол е се охрабрува Историската комисија. Историската комисија е на паритетна основа, 7 од нивна страна, 7 од наша. Одлуките се носат со унанимитет, значи еден член од комисијата да биде против некое решение, не може да се донесе одлука. А политиката само охрабрува да се надминат од академски аспект тие прашања со цел да не стануваат пречка. Така да прво да го разјасниме ова прашање. Пошто слушам јас и по социјалните медиуми, по коментарите, вториот протокол бил во преговарачката рамка. Нема такво нешто. Во преговарачката рамка прво не се обврска протоколите на европскиот процес, туку на билатералните односи со Република Бугарија и таму се спомнуваат записниците од членот 12. Во тие записници има два до сега, првиот и вториот. Во првиот се задолжува за една година, во вториот се охрабрува до крајот на преговорите. И сега граѓаните нека прават разлика. Кој протокол е полош? Тој што охрабрува историчарите до крајот на преговорите, колку да траат тие 10, да најдат заеднички решенија, а тие решенија може да ги носат само они, со унанимност, значи со едногласна одлука, сите 7, значи никој не може да им наметне на комисијата да најде решение, меѓутоа ние велиме ги охрабруваме. Така да, мислам дека тоа го разрешивме. Второ, прашањето дали се тие влезени во преговарачката рамка или не. Не е точно. Тие секогаш биле како договорот со Бугарија. Во сите варијанти на преговарачките рамки и на португалската, кој што нели ние се боревме таа варијанта да помине, и на германската верзија, секогаш имаше еден член 5 кој што велеше договорот со Грција и договорот со Бугарија се обврска на патот на државата кон Европската унија. Тоа што е додадено во францускиот предлог, како компромис, заради тоа што јазикот
се отстрани додавката согласно уставот, а нас тоа ни беше најглавното прашање. И во тој компромис, кај што стои во претходната германска верзија договорот со Бугарија, додадовме вклучувајќи и членот 12. А членот 12 е дел од договорот. Така да тоа е всушност, како да кажам, едно прашање игра на зборови, бидејќи ништо нема разлика членот 12 од целиот договор. Тука само членот 12 се потенцира, да речем. Се потенцира заради домашната потреба Бугарија да покаже дека еве има зајакнато механизми. Меѓутоа, јасно е дека во нашите преговори со Европската Унија нема да го следи билатералниот процес. Европската Унија само ќе прашува дали односите ви се добри во рамки на договорот за добрососедство. Да, Меѓутоа, ние билатерално ќе го водиме. Значи, нема механизам, бидејќи се манипулира јавноста. Целата пропаганда се направи кон францускиот предлог, кон мене, кон тогашната влада, дека еве, сега историската комисија е влезена во европскиот процес. Не е точно. Значи, во европскиот процес е влезен само условот да има добрососедски односи. А како ќе се развиваат тие добрососедски односи е билатерално прашање меѓу нас и Република Бугарија. Мислам дека ги разјаснив двете прашања. Прво во однос на што е првиот, што е вториот, и второ дали е во преговарачкиот процес. Не е. И добро е што известувачот Вајц побарал од Европската комисија правно мислење. И мислам дека тука е решението, бидејќи мене не ми треба правно мислење, бидејќи јас го знам процесот, дека протоколите нема да бидат мониторирани во европскиот процес, и тоа тврдам, бидејќи така е испреговарано, меѓутоа би помогнало Европската комисија да даде едно правно мислење во кое што ќе каже дека на меѓувладините, бидејќи за да објаснам на граѓаните како се одвива преговарачкиот процес. Се добиваат задачи во рамки на тие бенчмаркови, и после на меѓувладините состаноци се рапортира до каде сме и што очекуваат земите членки. На тие состаноци, кои се единствениото мерило за прогрес, единствените скалила за прогрес, нема да се разгледуваат протоколите. И тоа го тврдам и го кажувам на сите граѓани кои што се загрижени. Ве манипулираат, ве лажат заради своји изборни цели. Во ниту едно конференција, меѓувладина конференција, протоколите нема да бидат предмет. Туку ќе биде само усен одговор на комесарот за проширување, кој што ќе каже дали односите со соседите на кандидатот Република Северна Македонија се добри или се лоши. Да, добро, господин Османи, вака, очигледно е дека имаме различни толкувања. Ова што вие го зборувате, и дека има злоупотреба заради пропагандистички и изборни цели. Со цел да се искористи ова, се разбира, наклонетоста на граѓаните кон ова прашање, нивната заинтересираност, да може да се претвори во глас. Добро, имаме Да се создаде фрустрација. Но како човек кој што бил вклучен, уште еднаш кажувам, протоколите се обврска која што е превземена со договорот за добрососедство, во кој што јас не сум бил вклучен во тој договор, меѓутоа во преговарачкиот процес тие не се мониторираат и не се предмет на разгледување од страна на Европската Унија. И тука ставаме точка. Секој разговор понатаму дека протоколите ќе се разгледуваат на меѓувладините состаноци со Европската Унија, во кој што ќе се види до каде е ова прашање, тоа е лага и тоа е манипулација. Мислам дека тука оваа дебата мислам дека треба да заврши. Ова господин Османи го имате објаснувано повеќе пати кога бевте министер за надворешни работи, да, го имате кажано, но сепак гледаме дека некои вие кажувате дека се злоупотреба политички, да, во ред, но имаме некои, ајде да речеме, експерти кои се релативно независни, кои не го делат тоа мислење. И сега, ајде вака, интересен е, повторно ќе кажам, разликата е во толкувањето на она. Дали е како што вие го кажувате или тие го толкуваат поинаку. Ма нема толкување тука. Јас сум бил дел од тимот кој што го преговарал ова со Европската Унија. И јас ви кажувам што е договорот. Да. Договорот е тој. И тоа пишува во преговарачката рамка. Би било добро, како што велите, да добиеме и правно мислење од Европската комисија, тоа би го затворило прашањето. Тоа мислам дека би било и патот кон решението. Сега,
како што кажав, дека досега бугарските политичари и бугарското МНР се имаат изјаснувано повеќе пати, но сега имаме едно малку подиректно од бугарското МНР, кај што вели дека вака. Бугарија вели, Европскиот консензус од 2022 е целосно врзувачки, дека нема да дозволи негово реинтерпретирање или заобиколување, и дека вториот протокол представува неразделен дел од европската преговарачка рамка. Значи, ова е буквално соопштение на бугарското министерство за надворешни работи. Значи, тие го толкуваат вака. Во преговарачката рамка не се спомнува ниту вториот, нити првиот. Се зборува записниците од членот 12. Два записника има до сега, протоколот 1 и протоколот 2. Разликата, реков, протоколот 1 користи формулација задолжување за една година да се реши суштината на спорот, а тоа е Илинденсково стање и Гоце Делчев. Вториот протокол вели се охрабрува до крај на преговорите. Пак ќе кажам, многу е јасна дистинкцијата. Тие се дел затоа што е потпишан тој договор 2017 година. Таа е обврска која што на некој начин е рамката за добрососедските односи со Бугарија. Прашањето е дали Европската Унија, кога ќе го утврди патот на државата кон ЕУ, го мониторира тој договор. Нема да го мониторира. Нема ниту да се меша. Тоа е прашање што Бугарија ќе го мониторира и веројатно врз основа на тоа ќе создаде свој став. Дали односите се добри или не. Но тоа не е европски процес. Тоа е прашање на една земја членка, која што се разбира и со договор, и без договор, и со протокол, и без протокол, го задржува правото на вето. Може да го употреби, може да го злоупотреби, они го имаат тоа право на вето. Но тенденцијата да се прикаже дека Европската Унија ќе седне на состанок, земите членки, и ќе го вадат протоколот или договорот со Бугарија, за да видат до каде е ова е манипулација. Или е непознавање, или обид за манипулирање на граѓаните. Значи, вашиот став е... Нема такво нешто. Суштината е дека Бугарија може да ја блокира Македонија и на идентитетски прашања, кои може да ги формулира како сака, да ги... Основ нема на идентитетски прашања, меѓутоа ќе злоупотреби и ќе каже друго. Да, сакам да кажам, може да каже да ги како што е стратегијата да ги представи како човекови права. Ќе ги представи како човекови права. Ќе каже екологијата не е добра у државата. Ќе најде, може да најде причина. Едноставно нема да гласа за било кој прогрес ако тоа сака. Меѓутоа правен основ за да има извештај, пошто бидејќи бенчмарковите што значат? Тоа се обврски кои што мора тие да се реализираат. Таму има извештај од страна на комисијата до каде е реализацијата. И за тој бенчмарк гласаат земите членки. Например, за многу прашања кои што се и дали се за отварање поглавја, дали се интерим средишни за продолжување, дали за затварање. За нив има писмен извештај и има гласање. За договорот со Бугарија ниту има писмен извештај, ниту има гласање. Но дали Бугарија тоа може да го злоупотреби? Не мора ни да каже дека тоа го прави заради договорот, заради протоколот, првиот, дали заради вториот. Едноставно ќе каже, јас не сметам дека државата треба да го помине овој чекор. Имам мои причини. Да. Меѓутоа, основ за тоа нема. И не може да биде крив ниту францускиот предлог, ниту до ова е алиби за да се блокира процесот. Сега, со отварањето на другите теми, нападот кон Охридскиот договор, нападот кон Преспанскиот договор, очигледно се работи за нешто поголемо, а тоа е обид за изолирање на државата од Европската Унија. Овој процес беше инспириран од Орбан, преку Вучич надолу. Сега таа пирамида почнува да се клати, веројатно тоа ќе влие и овде. Меѓутоа не сметам дека вистинскиот почеток е од Орбан. Мислам дека вистинскиот почеток е во Москва. И таму почнува таа тенденција. И не случајно за вчерашниот извештај на Стејт департментот вели дека Русија има интерес пукнатините во државите да ги искористи за своји влијанија. Така да, целата ова пропаганда за францускиот предлог, мислам дека е на линија со ова нарушување на договорите, кои што се всушност трите столба на Евроатлантска Северна Македонија. Да, ајде уште едно прашање во поглед на ова, за и на гледачите да им биде појасно за оние кои
ајде да речеме, критикуваат што велат дека е спорно. Тие велат дека според вториот протокол тука треба да се разговара за, ајде сега парафразирам, историја, идентитет, јазик, образование, говор на омраза, работа на историска комисија, дипломатски дека има друго нешто. Документи. Ја мислам, не сум го кажал ова, мислам. Само ова што сакам, да. Non-paper и така натаму што се доставуваат до земјите членки и европски институции. Ова го кажувам тие што го критикуваат. Сега, кога бугарското МНР потенцира дека вториот протокол е неразделен дел од европската преговарачка рамка, без разлика на поставеноста на францускиот предлог, очигледно е дека тие ќе се држат до тој протокол и ќе бараат негово спроведување. Знаете зашто они го протокол 2? Затоа што тој се оспорува, нели, иницијатива во Уставен суд и така натаму. Меѓутоа, по однос на историските прашања, првиот протокол е многу по-неповолен, бидејќи користи задолжување и дава рок од 1 година, за разлика од охрабрување и до крајот на преговорите ги охрабрува. Но има едно нешто во вториот протокол што го нема во првиот протокол. Тоа е отварање на досиеата на тајните служби на Југославија од 45 до 90. И мислам дека овој отпор го прават тие служби кои што ја прават оваа пропаганда, бидејќи ви велам, тој што малку ќе ги прочита двата протокола, ќе види дека вториот протокол е многу по-поволен по однос на историските прашања од првиот, но е по-неповолен по однос на едно прашање, отварање на досиеата на комунизма. Тука и јас сметам дека треба да се отварат. И тоа не е само бугарско барање во протоколот, туку барање на една европска држава која што мора да ги отвори досиеата на еден режим кој што има направено такво угнетување на еден народ, независно што мисли една категорија, една елита на луѓе кои што можеби имале поволности. Меѓутоа, ниту мојот народ, ниту сметам дека македонскиот народ, ниту другите народи ги уживале тие бенефити од тој комунистички режим. И ако има една разлика од првиот и вториот е тоа. И тука почнува изворот на отпорот од службите. И после тоа се разбира, тие имаат доволно искуство за тоа да го создадат во една пропаганда, во еден колективен отпор, во идентитетско прашање и така натаму. Така да тоа е разликата. Да, добро господин Османи, кога премиерот вели дека тие нема да го сменат, да посегнат по менување на уставот, да пристапат кон тој процес, додека не се создадат некакви гаранции дека Македонија нема да биде условена со идентитетски прашања. Од друга страна, ова што вие го кажувате, и мислам, тоа е така, дека Бугарија може да ја блокира Македонија врз било која гаранција, и јас сум за една гаранција, не сум го кажал, например, има еден бенчмарк, бидејќи во односите со Бугарија реков дека нема бенчмаркови, освен едно прашање, акцијскиот план за малцинства. Тоа е прашање за кој што ќе има писмен извештај, ќе се разгледува во меѓувладините комисии и ќе има гласење. Меѓутоа, акцијски план има и Србија од 90 страни, има и Албанија, има и секоја земја кандидат, има акцијски план за малцинства. Да, Бугарија го бараше како акцијски план, меѓутоа тоа беше едно задолжување кое што секој кандидат го има. Што би содржал тој акцијски план? Уште не е договорен. Уште не е договорен, бидејќи има разлика меѓу Бугарија. Меѓутоа, тука има Бугарија право на вето. Буквално да каже, не е исполнето точка таа и ние ставаме вето. Сега, за да нема веднаш вето по однос на содржината, можат уставните измени да се поврзат и со одобрување на акцијскиот план. Односно, бидејќи процесот на уставни измени има 3 фази, нели, прво гласање, второ гласање, трето гласање. Може да се врзуваат како чекори. Првото гласање со првата фаза од договорот за акцијскиот план. Не би ги затворил уставните измени без да има договор со Бугарија по однос на содржината на акцијскиот план. Бидејќи тука може да изгледа лошо да поминат уставните измени и веднаш Бугарија да каже немаме договор за акцијскиот план. Тоа навистина би го уништило процесот како доверба, како што се случи со француското вето во 2019. Да. Меѓутоа, по однос на ова едно правно мислење од Европската комисија, чисто да ги смири граѓаните, иначе еве ви тврдам дека согласно тоа што сме го договориле, нема да има
мониторинг од страна на Европската Унија на било кој детал од договорот со Бугарија. Добро, но Освен акцискиот план за малцинство. видите, во билатералните односи со Бугарија навистина работите се специфични, особено во однос на бугарскиот став за македонскиот идентитет, и тоа е факт. Сега, видите, ја не знам како тамо би се дефинирале работите или како би течеле, бидејќи оно што Бугарија, например, Бугарија смета дека говор на омраза е да кажете дека македонците постоеле пред 45-та година и дека не биле бугари. Нема така. Тоа за нив е исто така дефиниција на говор на омраза, бидејќи ги Каде пишува тоа? Па тоа го кажуваат како јавни ставови. Не сум го чул. Бидејќи велат тоа, вие ги менувате историските факти, велите не постоеле бугари и го сметате, можете тоа да го стават во дефиниција, категорија на говор на омраза, на пример. Нема такво нешто, ниту некојаш го спомнувале они дека тоа го сметат. Добро, има резолуција на собранието дека видете, затоа францускиот предлог е добар. Значи пред да се донесе францускиот предлог, бугарскиот парламент имаше донесена декларација која што беше најрадикалниот поглед на Бугарија кон дека македонците до 45-та не постоеле, дека се создадени во однос на јазикот, дека нема шанси они да прифатат формулација македонски јазик. И трето и четврто. Пред да се донесе францускиот предлог, бугарското собрание на еден ден пред избори ја сруши таа декларација. Не знам дали сте ги чуле изјавите и на Радев, која вели секој ден ми се јавуваа од Стејт департментот, ми се јавуваше Меркел и Макрон, за да падне таа декларација. За да се донесе францускиот предлог, мораше да падне таа декларација. И затоа велам, ако компромисот, бидејќи, знаете, луѓето не го знаат процесот на преговори. Во тие преговори, најважното прашање, кое што на маса не можеше да се оди понатаму, беше прашањето на јазикот. Буквално Бугарија не прифаќаше во преговарачката рамка да стои формулација македонски јазик. Бидејќи они го имаат добиено веќе и со договорот од 99-та на Георгиевски, македонски јазик согласно уставот. А што значи тоа? Дека се нарекува македонски устав затоа што така уставот на државата го нарекува, а не дека постои. Потоа во 2017-та истата формулација за јазикот. Првиот пробив да се тргне секоја додавка е во францускиот предлог. И тоа за нас во МНР, во владата, беше најголемото можно постигнување во преговорите. После се беше ирелевантно, бидејќи најтешкото прашање ние го добивме 100-0. Бугарија не сака, прво, нивниот предлог беше да биде официјалниот јазик на државата. Тоа да биде предлогот. Па ајде во преговорите ние не прифаќавме да биде согласно уставот. И на крај Европската Унија, вклучувајќи ја и Бугарија, да гласа предлог во кој што нема ниту една додавка. И сега некој да излезе и да каже дека вие сте продале нешто, а кога во Европската Унија е утврдена таа формулација прв пат, дури подобро од договорот од 2017-та, многу подобро од договорот од 99-та година, а било патриотизам, овие што го кочат процесот и ги тераат луѓето да одат во Софија да земаат бугарски пасоши. Сега, овие биле предавници, овие биле патриоти. Меѓутоа, тука во пропагандата која што изгледа е софистицирана, затоа не случајно го спомнав дека во вториот протокол само службите се нов момент, изгледа е премногу софистициран и мириса на Белград целата оваа пропаганда, така и беше почнат процесот, бидејќи ние го знаеме, ја знаеме белградската пропаганда многу добра и таа се чувствуваше како дух, како клима, тоа го прави ова. И сега ја имаме втората фаза на поништување на Охридскиот мировен договор и станува веќе ирелевантно и односот со Бугарија и односот со Грција, бидејќи најважното прашање веќе... Ајде уште ова ќе ве прашам за Охридскиот договор, се извинувам, но кога премиерот Мицкоски ќе каже дека отварањето на уставот нема да реши ништо, дека тоа само ќе отвори пат за низа идентитетски барања и апсурдни барања понатаму во процесот, дека процесот всушност ќе остане блокиран и понатаму. И тој бара гаранции. Вие спомнавте една гаранција поврзана со акцијскиот план. Можно ли е некако да се Македонија да добие пошироки гаранции кои би биле, ајде да речам вака, дека преговорите
течат само врз база на копенхашките критериуми, дека нема да биде Македонија блокирана. Добиена е таа гаранција со францускиот предлог. Пред францускиот предлог беше декларацијата на бугарскиот парламент и ништо што филтрираше нивни барања. Францускиот предлог е многу прецизен. Значи, само акцискиот план е бенчмарк за кој што има извештај и гласање. Добро, но се согласивме дека Бугарија може да ја блокира Македонија понатаму врз база на било што. Не, Бугарија, според механизмот, бидејќи тоа е затворен клуб. Затворен клуб на членки кои што ако сакаат примаат ново, ако не сакаат. Ние сме тие што сакаме да влеземе. И они едноставно можат и не морат ни да дадат образложение. Едноставно го има правото Бугарија да кажа не сакам северна да има проширување повеќе. Буквално на темата дали сакате воопшто, еве и да не е државата во прашање. Бугарија ќе гласа против понатамошно проширување на Европската унија и Европската унија ги има врзано рацете. Така да не мора ни да се повика на договор. Така да тоа се манипулации. Прашањето е што нас ни се брза, не и се брза на Бугарија. Јас реков и на едно друго место. Во моментот кога премиерот вели ние можеме да чекаме 10-20 години, во радикални структури во Бугарија се славело. Затоа што за нив е пенал 200.000 до сега, за 10 години ќе станат 400.000, 500.000 и земањето на пасоши не е само административен проблем, тоа е психолошки проблем. Затоа што треба да одите со вашето семејство, да резервирате адреса во Софија, па да се потпишете дека имате потекло од бугарско семејство, односно имате бугарско самочувство, тоа има еден момент психолошки создава во генерации на тоа семејство и на тие луѓе. Така да јас во проценката патриоти, предавници, мислам дека нема поголемо предавство отколку да терате луѓе да одат во Софија и да потпишат дека имаат бугарско чувство, а било проблем комисија која што има право да стави вето. Значи нашата комисија не да има комисијата право на вето. Секој член поединечен има право на вето. Од 7 члена на комисијата секој има право. Така да никој не може. Зошто господин Османи не успеа да се издействуваат одложени уставни измени? Бидејќи според многумина тоа е прилично разумно решение. Па еве ќе ви кажам. Значи првично бугарите одбиваа уставни измени. Јас сум бил светок на министерката за надворешни работи кој што мене ми рече нема шанси никогаш Бугарија да прифати уставни измени. Затоа што тогаш ќе се презентираат бугарите како засебно малцинство во и целата концепција дека еве еден народ, две држави паѓа. И ние секогаш сметавме дека уставните измени се во наш интерес, бидејќи историски спор се претвара во малцински спор, во прашање на човекови права. Тука топката е на наш терен. Овде не е на наш терен. Каде што е историскиот спор. Од многу причини. Меѓутоа, на прашање на човекови права е на наш терен. И секој добар играч, секој добар дипломат има интерес топката да ја сврти таму каде што игра подобро, каде што има поголема поволност да има подобар резултат. Така да, уставните измени се во наш интерес. Ништо не се ризикува било чиј идентитет ако влезат и бугарите во устав. Повторно ќе ве прашам, но сега од еден малку друг аспект. Постои ли некакво решение на оваа ситуација? Бидејќи сега не имаме на дополнително барање. Сега и Македонија бара од Бугарија да исполни правата таму на македонците поврзани со за жал Бугарија. Сега сакам да ве прашам нешто. Постои ли некакво решение кое Европската унија може да го понуди сега во смисла на некакви гаранции кои би биле прифатливи за ние мора да бидеме коректни. Државата има подпишано во 99-та договор дека нема да се меша за граѓани кои што не се државјани на Република Северна Македонија, тогаш Република Македонија. Нема да се меша. Така да билатерално ние немаме право да бараме. Ние имаме право како земја членка на Советот на Европа како да бараме почитување на резолуциите, меѓутоа во рамки на системот на Совет на Европа. Но билатерално, за прашања
е кршење на обврските превземени во 99 и 2017. Може да кажат сегашната влада, ние не ги прифаќаме, иако тоа е еднаше влада на ВМРО, еднаше влада на СДСМ, од аспект на македонските политички партии. Меѓутоа, два пати е подпишан таков договор, дека државата нема да се меша во тој дел. Во вториот дел, дали има начин? Јас мислам дека тоа е начинот. Значи, во делот на уставните би ги поврзал со акцискиот план, за да нема ново недоразбирање веднаш после уставните измени, и бидејќи тоа е една иста категорија на прашање. Уставни измени и акциски план се прашање на човекови права, малцински права. Додека овде едно правно мислење на Европската комисија, односно било какво мислење за ова што го тврдам јас дека нема да има мониторинг, евентуално Советот во заклучоците, бидејќи тие се годишни, се менуваат секоја година, може во тоа мислење, во договор со Бугарија, да се додаде една како да кажам, едно уверување на граѓаните дека сепак процесот е во наш интерес, може да се најде. Меѓутоа, тука вие гледате дека нема волја. Бидејќи цело време беше чекаме стабилна влада во Бугарија. Првиот ден кога Бугарија ја добива најстабилната влада, се саботираат односите со изјавата, нели, кон министерката и така натаму и така натаму. Добро, таму имаше формулација северно македонски, што беше сфатена како една провокација, да речем. Да, иако и ние го правиме и тоа. Пример, 2 дена предходно Министерството за надворешни работи имаше објавено пост во кој што вели македонската држава. Еве и вие видов дека спомнувате македонска. Значи, согласно Добро, ние не сме институција, ние можеме да согласно уставното уредување, придавката македонски се користи за македонскиот етникум, а не за државата, не за институциите, бидејќи тоа не исклучува сите нас други. Не верувам ниту министерството го има направено намерно, ниту меѓутоа таквите работи во дипломатијата треба да се најдат начин како да се над нив да се најдат канали, а не да се тие истакнуваат и да се прават проблеми од нив. Да, добро. Ајде, тука мислам дека некако го исцрпивме ова, ги свативме вашите ставови малку за домашната политика. Вие сте и потпредседател на ДУИ. Премиерот спомна дека се можни предвремени избори. Некако мислам дека се кажа дека годинава не би биле, но можеби на почетокот на следната. ДУИ, како што видовме, бара избори, но дали сте навистина подготвени, дали навистина би сакали избори се? Да, мислам дека не е важно само заради ДУИ избори. Важно е заради тоа што ние сме во едно, не само што сме во статус кво, ние сме во еден сериозен регрес по сите прашања. Еве да не зборувам за економијата, значи европскиот пат, државата има две прашања и даваат смисла на функционалноста на нашата мултиетничка демократија. Јас ги викам силите на потиснување и привлекување. Европската унија и мировниот договор од Охрид. Европската унија ни дава смисла, ни дава правец. Охридскиот договор е сврзнат од ткиво кој што не држи заедно да го изодиме тој правец. Да не се разединиме по патот. Вие имаме ситуација на 2 години. Европската унија е целосно блокирана, ниту се дава надеж. Барем надежта требаше да се задржи, бидејќи тоа некако се уште не држи. И второ, има агресија од невиден тип. Дури има луѓе кои што сметат дека веќе е поништен Охридскиот договор. Сврзнат од ткиво. Тоа што не држи заедно во еден унитарен систем. Зошто повторувате дека е нападнат Охридскиот рамковен договор? Има луѓе кои што сметаат дека е веќе поништен. Затоа што при одлуката на Уставниот суд за укинување на балансерот има една формулација во која што вели институциите не смеат да ги идентификуваат граѓаните согласно етничката припадност, бидејќи било спротивно на фундаменталните човекови права. Целиот концепт на мировниот договор од Охрид е заснова на идентификација на граѓаните. Пратениците се идентификуваат по етничка припадност за да има бадентер. Ако не се согласно ова одлука на Уставниот суд, пратениците утре нема да може да се идентификуваат, бидејќи вели институциите не смеат да ги идентификуваат. Ако падне бадентер, бадентер е суштината на мировниот договор. Балансерот е веќе паднат. Јазикот како се утврдува? 20%. 20% што? Припадност.
Ако се забранува идентификувањето, паѓа јазикот, паѓа знамето кое што е на 50%. Значи, целиот систем на Охридскиот мировен договор, кој е закачен на едно прашање, на идентификација на етничката припадност. Бидејќи на граѓанските права кои што ги има нашиот устав, Охридскиот договор додава уште еден слој, колективни права. Бидејќи во систем на граѓански права очигледно имаше мајоризација, непочитување на немнозинските заедници. И затоа се создадоа механизми, бидејќи еднаквоста ја наметнува државата, еднаквоста не се раѓа изворно, ја наметнува државата. И тоа не е исто како што значи и слобода. Така да, по една интерпретација, ова формулација на Уставниот суд веќе го има поништено. Меѓутоа, и да не ја гледаме таа формулација, одиме едно по едно. Јазикот, оспорен во Уставен суд, од страна на владеачката партија, практично е изваден од имплементација, го нема, се вади од логоа, се вади од документи, од табли, и оспорени се двата инструмента кои што го чуваа јазикот. Инспекторатот за јазици и Агенцијата за јазици. На инспекторатот е одземена автономијата и ставено е како мало оделение во Министерство за правда. Агенцијата одземени се и канцелариите, за да се едноставно да се даде порака дека вие сте неважни затоа што вашиот јазик е неважен. Значи, јазикот е целосно деградиран, се чека само момент кога Уставниот суд ќе процени, ќе добие задача од партијата, за жал морам да кажам, бидејќи е инструментализиран тотално од партијата. Чека наредба, телефон чека председателот, кога ќе му се јават од ВМРО ДПМН, да може да го поништи и законот за јазици. Балансерот е вториот столб кој што произлегува од членот 6, амандманот 6 од Уставот за етничката, за правичната застапеност, кој што всушност механизам кој што интегрираше цел еден народ во унитарен систем. Што е алтернатива на интеграција? Е дезинтеграција. Значи, во услови кога имаме држава каде што народите ни живеат во паралелни светови за жал, ако има едни мостови каде што се уште ние се запознаваме, се дружиме, се институциите, бидејќи имаме унитарен систем на институции. И сега некој паметен човек одлучил дека ние ќе треба да ги укинеме тие механизми кои што интегрираат. Што значи тоа? Ќе ги дезинтегрираме. Добро, албанците се сега силно представени во владата преку коалицијата Вреди. Силно, како мислите силно се представени? Па во поглед на процентуалната од резултатот од изборите, да речеме. Ако е ова силно представување на албанците, ова што се случува, ова непостоење на влен во владата, не знам. Сакам да кажам дека нивниот став по овие прашања не е ваков. Тие не сметаат ниту дека се руши Ранковниот договор, ниту дека е загрозен албанскиот јазик. Тие не се представници на мнозински представници на албанците, тие се избрани представници на ВМРО ДПМН. Преферирани албански партнери. Таков модел имаше едно време во Србија кога Косово беше автономна покрајна, кога беше одземена автономијата на Косово. Милошевиќ утврдуваше кој ќе биде председател на Косово. Не знам дали се сеќавате на Рахман Мори, на други. Да. Значи од Белград им кажуваа на албанците, овие ќе ве представат. Албанците викаа, не, ние сами си одредуваме кој ќе не представи. Не можеш да ни наметнеш представник. И тој модел на power sharing се вика во консоцијативната демократија, кој што е всушност духот на Охридскиот мировен договор, е нарушен прво со непочитување на волјата. Едноставно им се кажува на албанците, вие не по џабе гласате, затоа што никој не ве прашува. Јас се одлучувам, денеска го земам влен, утре ќе земам некоја партија со еден пратеник или двајца, бидејќи ми се може. Токму затоа беше донесен мировниот договор. Затоа што некој пред 2001 велеше мене ми се може, затоа што ги имам бројките. И ние велевме, не може така. Во мултиетничка демократија еднаквоста не се гради со надгласување. Сега се враќаме во тој дел, во делот на наметнување на волја. Ние тоа не го зборуваме многу, бидејќи луѓето мислат дека Дуи плаче зашто не е во владата. А верувајте дека суштината е во тоа. Во моментот кога еден народ нема право да ги избере сам своите представници во владата, тука нема веќе мир. Добро, мислам дека можеби претерувате во констатациите, бидејќи локалните избори не го покажаат тоа. Сепак
Вреди доби еден корпус на гласови кој Во демократијата има принцип, има мнозинство и освен доколку има механизми за заштита на немнозинските. Во формирањето на владата и во локалните, и во парламентарните избори, јасно беше мнозинската волја на граѓаните. Меѓутоа, повторно не сакам тука да се задржам, пошто бидејќи ќе се прочита, овие по секоја цена мора да бидат. Ќе оставиме таа тема. Меѓутоа, предупредувам дека тоа е суштинско прашање. Дали почитувате волја на народ или не. Меѓутоа, другите прашања, прашањето на јазикот, на правичната застапеност, тоа се сериозни упади врз договорот кој што создаде функционална мултиетничка демократија. Во политиката вакуум нема. Добро, во поглед на застапеноста, ВМРО ДПМН вели тука дека вие први сте го прекршиле договорот од 2016, кога наместо да направите коалиција со ВМРО ДПМН сте направиле со партијата која добила помалку гласови. Значи, механизмите за заштита се однесуваат на немнозинските заедници. Охридскиот мировен договор е направен за да нема надгласување на мнозинската врз немнозинските заедници. И има направено механизми, почитување на нивната волја, бидејќи тие ги немаат бројките сами да ја менуваат приказната. Мнозинската заедница ги има бројките утре да се сврти лево, да се сврти десно. Ако не се почитува волјата на немнозинската заедница, втората немнозинска заедница, тогаш тука веќе се нарушува принципот. Затоа е погрешно разбирање тоа дека е тоа принципот победник со победник. И ви велам, но земете ги другите прашања, јас мислам дека има невидена политичка агресија врз мировниот договор, непотребно, затоа што луѓето полека почнаа да го прифатат, да видат дека нема ништо штетно во него, дека интегрирањето на една заедница во унитарен систем ја зајакнува државата. Сега вие им велите, не можете да се вработите, нема механизам за вас, не можете да го користите јазикот, не ве прашуваме кој ќе ве представи во владата, ние сме тие кои што ќе ви одредиме кој ќе ве представува. И ако очекувате дека албанците ќе седат и ќе кажат, добро, господине, како сте решиле така, погрешно е. Погрешно. Сега почнуваат да ви се појавуваат проблемите. Ви се јавуваат 5 студенти кои што вадат на улица 12.000 луѓе. Бидејќи не можете да очекувате дека еден народ кој што жртвувал за еден модел кој што е во интерес на сите овде, дека можете така лесно да им го одзимате. Да. Може во популистичкиот занес да мислите дека им покажавме на албанците кај им е местото и вашите поддржувачи ќе ви аплаудираат во партијата, или пак да ја продадете приказната по кафани, им дојде на албанците второто полувреме да им вратиме. Тоа не е далекосежна политика. Тоа е антидржавничка политика. Да, гледаме дека ова што го зборувате, навистина гледаме дека имаме еден пораст на националистички сентимент во општеството општо, тоа го гледаме и во јавноста, и на социјалните мрежи, и на улиците, дека повторно имаме на некој начин и меѓуетнички тензии, имаме, и тоа го гледаме и во спортот, и на овие демонстрации кои ги спомнавте, но за Вреди и за ВМРО ДПМН вела дека Дуј е генератор на тие тензии, дека вие тоа го правите од позадината. Како Дуј? Дуј ли го оспорува, му наметнува на Уставниот суд да го поништи јазикот? Дуј ли и рече на владата да ја земе автономијата на инспекторатот, да ја брка агенцијата од канцелариите, да го укине балансерот, да вработувањата по институциите да паднат на нула? Земете ги, било кое министерство, било која установа, државна, и гледајте го односот на вработените во последните 2 години. Сведено на 100-0, на 20-0, на 40-0, бидејќи е оставена на волјата на партискиот чиновник да одлучува. Тој партиски чиновник го добива списокот од партијата и он нема механизам кај него да внимава на етничката застапеност. Балансерот беше поинакво прашање. Балансерот утврдуваше и доколку македонците ќе паднат под процентот, бидејќи имаше директор кој што не беше македонец. И он по логиката
моите па моите, и ќе ставаше фокус на вработени албанци. Балансерот не дозволуваше. Ставаше баланс да институциите ја рефлектираат демографската реалност. Значи, имате континуирана провокација на албанците во последните 2 години. Во сите аспекти. И во изјавите. Гледате ги медиумите. Значи, се создава еден впечаток дека албанскиот јазик е некој алтернативен јазик, преведуван јазик, кој што можат албанците да го користат само за нивните приватни процеси. Не знам кој имаше една изјава дека еве се уште луѓето се изборуваат на албански. Значи, до таму е шизофренијата дека штом албанците зборат албански дома, значи добро сме. Не може дуи. Парадоксот, дори тоа странците ми го велат, парадоксот е што втората по големина заедница е таа што се бори за унитарноста на државата. Таа што алармира упорно и вели, луѓе, немојте лепакот на општеството, лепакот на државата да го укинувате. Охридскиот мировен договор е лепакот на општеството. Да, добро, еве за крај владата најавува решавање на проблемот со студентите за полагање на правосудниот испит на албански јазик. Ќе видиме како ќе биде. Тоа не е решавање. Тоа е предизвикување на проблем. Тоа е поништување на Законот за јазици. Значи, морам да објаснам. Законот за јазици има еден член 23, став 4, кој што вели, откако ќе биде донесен законот, за 12 месеци сите закони други треба да се хармонизираат со одредбите на овој закон. И ставот 5 е најважен. Ако за 12 месеци не се хармонизираат, во сила влегуваат само одредбите од овој закон. Што значи дека не само законот за правосудство, било кој друг закон, независно каква јазична клаузула има или нема, законот за правосудство нема никаква јазична клаузула. Ниту македонскиот го регулира. Меѓутоа и да го регулираше, пак после 12 месеци од одобрувањето, што значи некаде во 2020, нема друг закон што решава прашање на јазикот. Обидот на владата да го реши ова прашање засебно е за да се поништи принципот на универзалност кој што го наметнува Законот за јазици. За да потоа секое прашање се испреговара одново, се протестира, се троши политички капитал, се наоѓа решение. Чуму тогаш го донесовме Законот за јазици, ако треба за секој закон ние сега да преговараме дали треба да биде на албански или не. Членот 23 е решение. Јас мислам дека нерешавањето е дури подобро отколку решението со некакво засебно решение. Членот 23 е суштината на законот. Се чепнели членот 23, нема закон за јазици, нема закон за јазици, нема мировен договор. И тоа е суштината. Затоа велам, ова е смислена провокација, смислен обид за ревизионизам на прашањата, под идејата добивме сега многу, најдовме албански партнер кој што прифаќа све и ќе направиме ревизија на одредбите од рамковниот договор, па после они знаат дека ова не е одржлива ситуација, дека еве врие, кај албанците врие, буквално, бидејќи не само што се одзимаат стекнати права, туку се провоцираат секојдневно. Меѓутоа, битно ќе купуваат време во смисла дека ние пак одново за истите прашања уште 10-20 години. Имаме, господин Османи, еве за крај нека биде ова прашање друга страна на приказната, уште и кога беше дуи дел од владата, речиси 20-на година, имаше цело време критики на ваша сметка дека без разлика дека имавме моменти кога имаше тогаш прогласување дека рамковниот договор е целосно завршен, комплетиран и така натаму, и тогаш имаше критики дека нема и покрај таа имплементирање целосно дека немаше почитување на државните символи и така натаму, на знамето. Потоа дуи во една подосрачна фаза реши да го употребува државното знаме. Сега гледаме дека на протестите на студентите албанци немаше ниту едно државно знаме. Бидејќи видите сега, не зборуваме за македонско знаме во етничка смисла, туку за државно знаме. И сега навистина е парадоксално вие да протестирате за право да полагате државен испит во Северна Македонија на албански јазик и да се повикувате на сите тие права, а да не истакнете ниту едно државно знаме. Не можам јас да зборам за студентите, бидејќи они се организатори, меѓутоа тоа се протести против државата која што им го негира јазикот.
И сега во таков протест против државата се разбира дека протестираш против државата. Кога премиерот излегува и им кажува на студентите дека тие биле невоспитани, затоа што до седма година од животот се добивало воспитувањето, и кога им се негира јазикот, основното право можно, и се разбира, вие нема да излезете и дека ќе протестирате на начин на кој што ќе сметате дека ја давате пораката, дека ако не ме почитуваш, не те почитувам. Затоа одговорноста е кај луѓето што ја водат државата, не е кај студентите. Ако луѓето што ја водат, ако државата кон студентите беше праведна и ќе им кажеше да, ви го почитуваме јазикот, вие имате право согласно законот за јазици да полагате, јас гарантирам дека и студентите ќе возвраќаа и со знаци на почит од како вие ќе ја прочитате таа почит, дали преку знамето или друго прашање. Да. Добро, господин Османи, ви благодарам на овој интервју. Благодарам на вас. Почитувани, ова беше Бујар Османи, првиот дел од емисијата. Останете со нас, за кратко ќе се вклучиме директно во Турција, таму го имаме Еден Јакуповиќ. Ќе видиме за состојбата во Турција и за превирањата таму поврзани со турската опозиција.